Добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Пропадна проектот на општината за сместување на 40-тината ромски семејства што живеат во старата касарна во Кочани. Ветувањето на донаторската конференција дека ќе помогне во сместувањето на ромите во посебни домови е далеко од исполнување. Додека се најдат средства за изградба на посебни домови за овие жители, општината единствено им помага со обезбедување вода за пиење и лекови. Проектот на општина Кочани со донатори за помош и дислоцирање на 40-тината ромски семејства што во мизерни услови живеат во старата касарна во Кочани, кој што беше инициран пред 2 години, уште пред да започне стагнираше и засега негова реализација не е можна. Општината, вели градоначалникот, се залага, но вината е во донаторската конференција која што даде ветување за градење на нови домови на овие семејства, но се откажа од реализирањето на тој проект. За жал, донаторската конференција имаше ветување, меѓутоа за жал средствата не беа обезбедени и не можевме да отпочнеме со тој проект. Ние не се откажуваме, тој проект ќе го тераме и понатаму и очекуваме дека заеднички со невладините организации од Кочани и од пошироко ќе пробаме да ги обезбедиме тие средства. И додека се обезбедат средства за сместување на овие загрозени семејства, општината единствено што може да помогне е во делот на обезбедување чиста вода за пиење, лекови и превоз за лекување, како и социјална помош за новородено дете. Додека да се најде решение за овие луѓе, тие и понатаму живеат мизерно, без елементарни услови за живот. Во последните 2-3 години нема интерес и мотивација на завршените средношколци роми од Кочани да се запишат на факултет, покажуваат направените анализи. Ова беше истакнато на средбата помеѓу градоначалникот Димитровски и ромите од Кочани, што се реализираше по повод одбележување на Меѓународниот ден на ромите 8 април. Иако постојано се работи на проектите за вклучување на децата роми во воспитно-образовниот процес и на стипендирање на ромите во високото образование од страна на локалната власт на Кочани, на средбата што по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април се организираше кај градоначалникот Димитровски, беа истакнати резултатите од направените анализи, дека во последните 2-3 години нема интерес и мотивација кај ромите да се запишат во високо образование. Според нашите анализи се должи повторно на подигање на свеста кај ромите, бидејќи општината има дава стипендии секоја година, нуди стипендии, Ромски едукативен фонд од Будимпешта нуди стипендии, значи ние мора повторно да работиме со некои родители и со некои деца, мислам со средно завршено да работиме со нив, некако да ги мотивираме, бидејќи најбитно е да имаат мотивација за запишување во високо образование, па да се запишат во високо образование. И покрај проектите за помош на ромското население, сепак во Кочани и понатаму има голем број загрозени ромски семејства кои немаат основни услови за живот и живеат од ден за ден. Заеднички ќе настојуваме да сите овие семејства кои што се на голема сиромаштија, да им помогнеме да се извлечат од таа сиромаштија, односно да бидат вклучени во редовното живење. На средбата се разговараше и за Меѓународниот ден на ромите, што веќе 45 години се одбележува во Македонија, како и за актуелните проекти на локалната власт за подобар живот на ромите во Кочани. Со песни и игри Меѓународниот ден на ромите одбележан и во Виница. Денот на ромите во Виница одбележан во духот на ромската песна и игра. Градоначалникот Дончев се вклучи во прославата на светскиот ден. Ромите се составен дел од јавниот живот, од институциите, скоро во сите држави кај што живеат. Македонија е единствена земја каде што има ромски градоначалник, ромски министри, ромски директори и тоа така ќе продолжи, бидејќи ромите се дел од Македонија. И во општина Виница одаваме посебно внимание на овој ден, кога преку пораки за едукација на нашиот ромски народ кој што живее во Виница, ги повикуваме ромите да се приклучат активно во јавниот живот на нашата општина и заедно да градиме нашата иднина. Помладите интелектуалци од ромската популација во Виница подсетија на историскиот дел од градењето на ромската нација и нивната бројност во национални рамки. Во пописите што ги правеле османлиските власти, може да се најде дека роми имало во македонските градови Штип, Кратово, Велес,
Скопје, Тетово, Прилеп, Битола, Кичево, Девар и Охрид. Најголем дел од пристигналите роми во тој период работеле како ковачи, артисти, гатачи. Низ песни и стихови учениците раскажаа дел од своите видувања од секојдневните животни приказни на обичниот ром. Виница, според неофицијалната евиденција, брои околу 1400 роми, од кои околу 400 се во странство. Во евиденцијата на Агенцијата за вработување се 158 невработени лица, од кои неквалификувани се дури 146. Минатата и оваа година до работа успеале да дојдат околу 30 на роми, а владините мерки за вработување со грант, кредит или по други основи ги искористиле десетина лица. Во моментов во сите образовни установи во општината редовна настава од градинка до средно училиште посетуваат 288 ромски деца, од кои најмногу се во основното училиште Славчо Стојменски. Останува поддршката од локалните самоуправи во регионот за идејата Македонски железници да отвори локална линија меѓу Кочани и Штип. Сепак, анализите на бројот на патници што би го користеле локалниот воз се уште траат и на терен нема конкретни активности. Општините од источниот регион не се откажуваат од идејата да проработи локална железничка линија меѓу Кочани и Штип. По остварениот контакт со одговорните во јавното претпријатие Македонски железници и првично искажаната подготвеност тие да обезбедат патнички воз што ќе се обраќа локално меѓу двата града, работите се одвиваат со позабавено темпо. Причина за тоа е што претпријатието си преземало обврска да изготви анализа за потенцијалниот број на патници што на дневна основа би користиле железнички превоз. Испитувањето не е завршено, поради што се уште е рано да се каже дали идејата наскоро може да заживее. Според почетните наоди што ги изнесоа и првите луѓе на локалните самоуправи, интерес кај граѓаните имало, а фреквенцијата на патници кои користат автобуски и друг транспорт бил потврда за очекуваната економска оправданост. Поради тоа дадена е поддршка на идејата, а разговорите за нејзина реализација треба да продолжат. Ние сме во интензивни преговори со Македонски железници и тие ги вршат истражувањата колку се тие луѓе кои што патуваат на релација Кочани и Штип и обратно, за да можат да воведат еден таков воз кој што би се обраќал само на таа релација, со тоа што нивна обврска ќе биде и да го обезбедат трансферот. Знаеме дека во Штип е железничката станица надвор од градот, да ги обезбедат со автобус да ги префрлат патниците во градот. Проценките за бројот на патници кои секојдневно се превезуваат на релацијата Кочани-Штип и обратно се темелени на податоците за вработените и учениците кои учат во двете општини. Почетните информации се дека околу 500 лица патуваат меѓу двете крајни точки, но и од другите населени места до еден од двата града. Иако се најавуваше дека реалната анализа со елаборат за точниот број на патници ќе биде готова до крајот на март, таа е пролонгирана за да се добие што поцелосна слика за дневните миграции на регионално ниво. Во меѓувреме останува отворено и прашањето за средување на целата инфраструктура и објектите на железничките станици, кои не беа опфатени со владиниот план за реконструкција на десетина такви објекти во државата. Општините од источниот регион не се откажуваат од идејата да проработи локална железничка линија меѓу Кочани и Штип. По остварениот контакт со одговорните во јавното претпријатие Македонски железници и првично искажаната подготвеност тие да обезбедат патнички воз што ќе се обраќа локално меѓу двата града, работите се одвиваат со позабавено темпо. Причина за тоа е што претпријатието си преземало обврска да изготви анализа за потенцијалниот број на патници што на дневна основа би користиле железнички превоз. Испитувањето не е завршено, поради што се уште е рано да се каже дали идејата наскоро може да заживее. Според почетните наоди што ги изнесоа и првите луѓе на локалните самоуправи, интерес кај граѓаните имало, а фреквенцијата на патници кои користат автобуски и друг транспорт бил потврда за очекуваната економска оправданост. Поради тоа дадена е поддршка на идејата, а разговорите за нејзина реализација треба да продолжат. Ние сме во интензивни преговори со Македонски железници и тие ги вршат истражувањата колку се тие луѓе кои што патуваат на релација Кочани и Штип и обратно, за да можат да воведат еден таков воз кој што би се обраќал само на таа релација, со тоа што нивна обврска ќе биде и да го обезбедат трансферот. Знаеме дека во Штип е
железничката станица надвор од градот, да ги обезбедат со автобус да ги префрлат патниците во градот. Проценките за бројот на патници кои секојдневно се превезуваат на релацијата Кочани-Штип и обратно се темелени на податоците за вработените и учениците кои учат во двете општини. Почетните информации се дека околу 500 лица патуваат меѓу двете крајни точки, но и од другите населени места до еден од двата града. Иако се најавуваше дека реалната анализа со елаборат за точниот број на патници ќе биде готова до крајот на март, таа е пролонгирана, за да се добие што поцелосна слика за дневните миграции на регионално ниво. Во меѓувреме останува отворено и прашањето за средување на целата инфраструктура и објектите на железничките станици, кои не беа опфатени со владиниот план за реконструкција на 10 такви објекти во државата. Затвореникот Кочани се обидел да подкупи полицајци во Штипскиот затвор за да му дадат мобилен телефон. За таквата постапка заработил кривична пријава, а телефон не добил. Обидот да внесе мобилен телефон во затворското одделение во Штипскиот затвор поминал неуспешно за лице од Кочани кое се наоѓало на издржување на затворската казна. При претрес полицијата го открила телефонот и му го одзела. Според извештајот од секторот за внатрешни работи, на 17 март годинава 41-годишниот В.Е. од Кочани во два наврати на двајца полициски службеници и понудил сума од по 50 евра да му го вратат мобилниот телефон кој претходно му го одзеле при личниот претрес. Истиот бил одбиен од страна на полициските службеници. Поради тоа, Штипската полиција поднела кривична пријава до јавното обвинителство против кочанецот, а во пријавата стои дека тој е осомничен за сторено кривично дело давање подкуп. Со тоа, наместо да го добие мобилниот телефон, тој заработил пријава поради која ќе мора постапката да ја образложува на суд. Ова е втор случај за еден месец затвореник од Кочани да заработи кривична пријава додека отслужува казна затвор во Штип. Пред непол месец, 21-годишен кочанец беше пријавен до јавното обвинителство за тоа што додека бил пуштен на викенд од казнено-поправниот дом, набавил хероин и го внел во затворското одделение. При извршен преглед, дрогата била пронајдена од страна на полициските службеници. Уште неколку успеси на учениците од основното училиште Никола Карев на меѓународни надпревари. Неодамна се вратија и со пехар од меѓународниот поетски фестивал што се одржа во Трст, Република Италија. Втора награда за ученичката Нада Ефремова од основното училиште Никола Карев на меѓународниот надпревар распишан од Културниот центар Младост за најдобра Facebook песна. Минатата недела учениците од ова училиште ги добија и сертификатите за учество во 7-дневниот камп што се одржа во Охрид. Јас сум Нада Ефремова, учам во основното училиште Никола Карев и на меѓународниот надпревар распишан од страна на Културен центар Младост Футок ја освои втората награда за најдобра Facebook песна. Темата беше "Љубовта не е само збор" и ме инспирираше да напишам и една љубовна песна. Јас сум Ивона Антова, учам во основното училиште Никола Карев. Минатата недела ги добивме сертификатите за учество во книжевниот камп во Охрид. На кампот минавме многу добро, престојувавме 7 дена и ги добивме сертификатите за учество. Инаку, неодамна, учениците од ова училиште задоволни се вратија од неколку дневниот престој во Трст, Република Италија, каде што учествуваа на меѓународен поетски фестивал и освоија пехар. Јас сум Радмила Иванова, ученичка во основното училиште Никола Карев. Ние го освоивме пехарот во Италија, кој беше на тема гестот и генезата. Напишавме творби, бевме составени во книга, групна изработка, бевме во Италија во градот Трст и го освоивме пехарот. Во Италија поминавме многу сме задоволни од престојот, запознавме другари. Со надпреварите и успесите на државно и меѓународно ниво, учениците од ова училиште продолжуваат и понатаму. Следуваат информациите од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите во првенството од третата фудбалска лига Исток. Осогово ќе игра на домашен терен против претендентот за врвот на табелата, екипата на Плачковица од Радовиш, што значи дека жолтосините ги очекува тежок надпревар.
В недела се игра редовното 16-то коло во третата фудбалска лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово се домакини на средбата против Плачковица од Радовиш. Се работи за тежок надпревар за жолтосините со оглед што Радовишани се наоѓаат во врвот од табелата и се една од двете екипи кои се борат за бараш надпреварите за влез во втората лига. Тоа е причина што домашните фудбалери во текот на изминатата недела имаа редовни тренинзи, на кои одзивот беше одличен и се увежбуваше одбранбениот ред, но и средната линија. Играчите се свесни за она што ги очекува на средбата со Плачковица, но велат дека можат да направат резултатско изненадување. Во недела не очекува многу тежок надпревар. Можеби играме против недобрата екипа моментално во нашата лига. Иако се наделба на првото место со Академија Пандев, според мене тие се моментално недобрата екипа во нашата лига. Нашите амбиции се познати, одиме на победа на секој надпревар. Мислам дека екипата е добро подготвена. Се подготвуваме во текот на неделата секој ден и нормално ќе одиме на победа. Можеби со мала среќа, но мислам дека ќе ја добиеме утакмицата. Од екипата на Осогово ќе отсуствува Борче Максимов, кој поради двата жолти картони нема право на настап. Сепак, шефот на стручниот штаб Зоран Филипов вели дека има соодветна алтернатива и местото ќе биде пополнето. При тоа, тој е оптимист дека има добро подготвена екипа, иако е реален во оцената дека Радовишани ќе бидат тежок противник. Они са претенденти за висок пласман. Сега ние ќе играеме не да нападеме со сите сили, него малку предпазливо, ама нормално кога играме на свој терен дека ќе настојуваме да дадеме гол повеќе. И секој пат јас настојувам, значи ние да играме фудбал, а ако се подобри да ни дадат повеќе голови, нека не победат, ама мислам дека оваа лига и добро сме спремани дека можеме моментално да ги натрчеме другите екипи, што се покажува до сега на претходните надпревари. Во моментов екипата на Осогово функционира нормално, односно исплатени се сите финансиски обврски кон фудбалерите и кон другиот персонал, така што нема причина сите да не дадат максимални напори за сериозна игра и поволен резултат против Плачковица. И уште една информација од спортот. Викендов ќе има пауза во првенството на првата фудбалска лига за жени, додека пинг-понгарите ќе гостуваат во Скопје против Пошта 2. Во деветото коло на третата кошаркарска лига Баскет Дино е слободен. Викендов ќе мируваат спортските терени на кои се играат надпреварите во првенството на првата фудбалска лига за жени. Причина за паузата се подготовките на македонската А-репрезентација за настапот во квалификациите за Европското првенство. Нашите фудбалерки како гостинки ќе го играат првиот надпревар во рамки на групата 1 од квалификацискиот циклус, при што се среќаваат со репрезентацијата на Словенија. Според информациите, селекторот Кирил Изов одлучил од прволигашот Кочани да ја повика Чубриновска, а освен неа боите на македонската репрезентација ќе ги брани и Ана Веселинова, која во моментот настапува за Драгон. Во првенството на првата пинг-понгарска лига пак ќе се игра 11-тото коло, во кое екипата на Кочани гостува во Скопје против Пошта 2. По минатонеделниот минимален пораз на домашен терен од Мултитекс, кочанските пинг-понгари имаат можност да ја забележат победа и да ја поправат бодовната состојба. Причина за тоа е што скопјани во изминатите кола играа слабо и во моментот се наоѓаат на дното на табелата. А освен тоа, во првиот дел од првенството, нашата екипа беше подобра и ги совлада со 5:2. Во третата кошаркарска лига за мажи, в сабота се игра деветото коло. По минатонеделната победа на домашен терен против Михајловски, екипата на Баскет Дино е слободна. Во моментот кочанските кошаркари се во средината на табелата со 7 бода за останување зад првопласираните Карпош, Соколи и Црн Дрим.
Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.